Па со оглед на овој одзив, позитивна е оценката на ДИК, бидејќи веќе го кажавме оној просечен одзив од 38,78 на ниво на држава. Јас би споменала како тоа изгледа по изборни единици. Во изборната единица 1 одзивот е 41,01, во двојката 36,98, во тројката 43,87, во четворката 43,99, во петката 38,22 и нешто помал одзив имаме во шестката од 29,84%. Општина со најголем одзив е Крива Паланка, таму до 17 часот излегле да гласаат 57% од запишаните избирачи, а исто така со голем одзив е Македонски Брод, каде што имаме 55,65%. Велам нешто послаб е одзивот во изборната единица 6, во Желино, на пример, има само 23,13%, додека во Тетово се 33,72%. Од овие резултати се разбира има уште 4 часа гласање, бидејќи избирачките места ќе бидат затворени дури во 21 часот. Со оглед на тоа што изборите се одржуваат среде пандемија и што постоеше стравување дека гласачите нема да се осмелат да излезат на избирачките места, бараме став од председателот на ДИК Оливер Дерковски. Председателе, можеме ли да бидеме задоволни? Па јасно е дека бројот 39%, односно излезноста до 17 часот, јасно кажува дека треба да бидеме задоволни сите како држава и како институција. Ние тука ДИК од излезноста пред се, затоа што до 21 часот очигледно можеме да ја достигнеме магичната бројка од 50%, која што и текако ќе му даде легитимитет на целиот процес. И мислам дека од она што досега во текот на изборниот ден го видовме, каде што практично и да немаше одредени потешки прекршувања на процесот, освен некои ситни, некогаш од технички карактер, некогаш од други причини недоразбирања, сметам дека изборниот ден со оглед на тоа, како што кажавте, се одвива во исклучително сложени, комплицирани односи во оваа пандемијска ситуација, оди до сега одлично. Од теренот доаѓаат информации за известни прекини и помали веројатно во текот на гласањето, на пример Липково, за каков инцидент се работи или не беше инцидент, него се констатира од избирачкиот одбор дека сериските броеви во накочанот на ливчето не биле по редослед. Тоа беше техничка печатна грешка од печатницата, меѓутоа ливчињата беа на број, се констатира од избирачкиот одбор, Општинската изборна комисија излезе на терен, записнички се констатира целиот тој настан и си продолжи гласањето без никаков проблем. Каде имаше на други места прекини, во Бутел, во Битола? Да, во Бутел на едно место имаше сликање на гласачко ливче од некои гласачи, ако знаат граѓаните дека е тоа забрането, веднаш полицијата интервенираше и гласањето продолжи. Во Битола исто имаше, се уште не е разјаснето дали беше обид за одземање на гласачко ливче и вадење надвор од гласачкото место или се работи за една госпоѓа која што го заборавила ливчето на самото гласачко место, а во гласачката кутија ставила обичен бел лист. Значи, може да биде и намерно и ненамерно, ќе се испита настанот. Министерството за внатрешни работи превзеде иницијатива и ќе видиме. Меѓутоа гласањето си продолжи и нема никакви проблеми. Така, имаше ли потреба членови на ДИК да излегуваат на терен? Ние и без да имаше потреба или да немаше, од утринава бевме на терен сите. Јас, например, во Прилепскиот регион, затоа што и таму гласав, колегите други секој во својот регион, а потоа исто така и тука во Скопје околу Пладне излеговме малку на терен, да видиме, да ги охрабриме луѓето, избирачките одбори, пред се, затоа што и тие се во оваа ситуација малку уплашени, меѓутоа се види дека не треба да има никаков страф и дека сите си ја знаат работата и мислам дека добро направивме што излеговме на терен и затоа и се одвива на некој начин целиот процес добро. По ова што го кажувате, можам да заклучам дека официјално приговори до ДИК не се пристигнати. Не се уште, доколку имаше два за повреда на лично избирачко право, имаше една представка за некој недоразбирање на
од гласач со некој представник на политичка партија, што сметам дека е занемарливо во однос на целата оваа ситуација. Така. И она најинтересното што со најмногу нетрпение ќе го очекуваме, кога може да се очекуваат резултатите? Резултатите, како што можевте да видите и со нашата нова софтверска апликација, новото решение, стигаат како за излезноста многу брзо, така ќе стигаат и резултатите од избирачките места директно, бидејќи сега председателот и заменикот председател на избирачкиот одбор имаат пристап до оваа апликација. Веднаш што ќе завршат со сумирање и утврдување на резултатите, тие се должни да ги внесат резултатите во апликацијата и вие и ние сите ќе бидеме во можност да ги видиме во реално време резултатите овдека во Државна изборна комисија. Некаде до полноќ би се знаело? Секако може би побрзо. И побрзо. Ви благодарам за учеството во овие вести. Марија, уште да напоменеме дека во 19 часот исто така ќе се скенира одзивот до 19 часот, ќе биде соопштен на пресконференција овде во ДИК во 19:30.